Благодарам на репликата, почитувана министерке. Кажав и во мојот говор ќе се обидам да не бидеме малициозни, затоа што барем со вас, вие впрочем и сте единствената министерка од оваа влада која што доаѓа тука, присутна е тука, дебатира со нас без разлика на аргументите за и против. Ние имаме своји аргументи, вие имате ваши аргументи, но го ценам тоа што сте тука присутни, за разлика од некои министри кои што не знаат собранието каде е. И не знаат дека прва и основна цел нивна, како слуги на народот, а ние како представници на народот, да бидат овде кога ги предлагаат законските решенија. Тоа е една од позитивните нешта. Второ, поднос на вашето прашање за нашиот амандман, предпоставувам брифингот каков бил, да, амандманот беше 305 милиони денари да бидат пренасочени од одредена ставка од буџетот на работниците од текстилната и кожарската индустрија, кои што деновиве масовно се отпуштаат од работа од Источна Македонија. А бидејќи вие сте биле пратени, ќе знаете како оди тоа. Имаше одредени предлози од мнозинството дека тоа не може да биде само за Источна Македонија, јас сум пратеник од Источна Македонија, дадовме предлог да се видоизмени амандманот, знаете и самата дека тоа се прави, но и тој предлог наш беше отргнат како, не знам, дискриминирачки и така натаму. Се бараше некакво ламентирано решение за кое што беше свесна и таа колешка која што реплицираше дека не е во право, но тоа беше тоа, помош на текстилната и кожарската индустрија. Оно што го говорите дека со скептицизам сме говореле на времето, не би сакала и да ја оптеретувам дебатата, а можам, што било порано, па за стечајците, па да почнеме да говориме кој ги затвори фабриките на времето и така натаму. Јас би се задржала на конкретното законско решение, затоа што на вистина ние од интерес да донесеме законско решение кое што ќе биде добро и за двете страни, бидејќи ние мора да направиме баланс и помеѓу правата на работниците, кои што несомнено и досега требало да ги имаат, што значи дека инспекцијските служби некаде затаиле, и помеѓу работодавачите кои што сега во време на пандемија и те како мака мачат да ги исправат своите компании, да не ги затворат своите компании и да не говориме за просечна и минимална плата. Почитувана министерке, се надевам дека не сте една од тие кои што не ги гледаат сцените во Источна Македонија со 2 денари плата пуштена, со плата од 6000 денари, па им ги земаат, со плата од 9000 денари и така натаму и така натаму. Мислам дека овие работи треба да бидат надминати, но ако имаме слух од другата страна, за жал, ќе кажам, немавме слух. Не ние како пратеници, работниците и граѓаните кои што ние ги представуваме. И уште еднаш, и тука ќе завршам, морам да ве потсетам. Не смеете како министерка да го занемарите фактот дека сме во кризна состојба. Ние гласавме сите тука за продолжување на кризната состојба, што значи пандемијата не е завршено. Може би бројките покажуваат дека е стивната, но де факто и де јуре со изгласувањето на кризната состојба, Република Македонија е во кризна состојба. Значи државата признава дека е во кризна состојба, прогласува кризна состојба и во кризна состојба не може да ги анализираме работите на нормален начин на кој што би ги анализирале и носеле одлуките ако не сме во кризна состојба. Од тука благодарам што имате овај
доблест да поддржите јавна расправа, иако одлуката ја носиме ние, ама предпоставувам дека со тоа давате поттик на парламентарното мнозинство да изгласаме една јавна расправа во која што не ние пратениците, туку ние пратениците да ги слушаме сите засегнати страни за кои што ќе се однесува ова законско решение. Благодарам уште еднаш.